Конфликтите на Блискиот Исток и во Африка принудија милиони луѓе да ги напуштат нивните домови и да побараат безбедност и подобар живот во други земји. Најмногу ги има од Сирија, кои најпрвин спас бараат во соседните држави. Ахмед, која со семејството по смртта на незиниот сопруг ја напушти Сирија и сега е во Јордан, е загрижена за судбината на незините деца, не само поради траумите од борбите во Сирија, туку и од тешките услови за живот како бегалци. Откако една година со незините деца живеела во неколку бегалски логори, таа успеала да најми стан во јорданскиот главен град Аман. Тие главно живеат од меѓународна помош, но последните кратења на програмата за помош на Обединетите нации им донесе вистинска криза. Обединетите нации ни даваат по 100 динари и бонови за храна од околу 80 динари секој месец. Сега почна да ни даваат по 40 динари за храна. Ако ни ги откажат боновите, не ќе можеме да купуваме храна, бидејќи со 100 динари плаќаме кирија за станот, вели Ахмед, наведувајќи дека незиниот најстар син, кој има 15 години, веќе почнал да работи за да му помогне на семејството. Но тој не може да се снајде во овие тешки услови. Кога беше во Сирија имаше своја соба и живееше слободно, но тука се му изгледа поинаку и го поднесува потешко. Многу ме загрижува бидејќи гледам дека почнува да има и некакви ментални проблеми. Неговата личност се смени, со страхување вели Ахмед, додавајќи дека ако неговата здравствена состојба се влоши, тоа многу лошо ќе се одрази и врз семејството. Сега и нејзиниот помал син го напуштил училиштето за да најде работа. Со слична судбина се соочуваат и 630.000 сириски бегалци кои сега живеат во Јордан. Според Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, скоро 86% од нив живеат во сиромаштија и со помош од нешто над $3 на ден. Ситуацијата ќе се влошува бидејќи поради интензивирањето на борбите меѓу разните фракции, владините сили и милитантите на Исламската држава, се очекува бројот на бегалците од Сирија да се зголемува. Според Обединетите нации, до крајот на годинава во соседните земји на Сирија, како Јордан, Либан, Египет и Турција, ќе имало над 4 милиони бегалци. Токму поради очајната ситуација, некои веќе размислувале повторно да се вратат во нивните домови во Сирија, без оглед на тоа што се случува таму и што во самата земја има над 7 милиони раселени луѓе. Но има и такви кои единствениот спас го гледаат како азиланти во Европа. До сега околу 270.000 сирици побарале азил во развиените европски земји. Станува збор за најголема хуманитарна трагедија до сега и треба да сториме повеќе за да им помогнеме на бегалците, вели представникот на Обединетите нации во Јордан, Ендрю Харпер.